Нема јајца Димче. Вика у собрание. Немало јајца на око. Абе, душа не остана во мене од вчера. Трагедија. Солзи сами капат, прости ми. На јајца, мислам не на јајца, него за јајца што нема. Али нема проблем, ќе даеме по 2 јајца. Мислам кој колку има. Ама па си викам, па ние сега ако даеме по 2 јајца или повеќе, ние ќе останеме без јајца. Никако не си. А јајца тоа протеинска исхрана. Како ќе останеш у развој ако не јадеш јајца? Јајца се јадат за да се доразвиеш, да пораснеш. Особено политиката најлесно се пробиваш ако имаш јајца на око. Мислам ако јадеш јајца на око. Ја немав многу прилика да јадам јајца на око и затоа не станав политичар, само јадам гомна преку Facebook. А шо друго бе, дечки, очекувавте од Таравари? Па тој нели еднаш беше министер 5 минути, го ставија министер и после 5 минути си стана градоначалник на Гостивар. Мислам така идеше приказната тогаш. Значи ова го кажав, не ќе сега да зборам дека сум политичка бабаванга, ама ова го зборев уназад недели. Ова со Таравари, тоа е, сите знаеме, тоа е масло на принцот Али. Принцот Али, тоа сум го кажал неколку прилики, веќе не штеди ни средства, ни сила, ни знаења, ни ресурси, ни луѓе, ни екипи, ни служби, како да гурне Мицковски. Овој ношо грб, премиере, очекувај го од сите останати. Ја не знам што се случува, ти му даваш министерско место, тој тебе те предава после неколку месеци. Ти врти грб, тоест ти зарива ношо грб, што е уште пострашно. Не знам кај ги наоѓате овие кои ќе дојдете на власт, овие коалициони партнери. Тоа дотучно нешто кај ги наоѓате, све лига до лига е тоа. Тие затоа и ви се пришлямчиле, знаеле, осетиле пулсот, зеле бриз, знаеле дека сигурно доаѓате на власт и нормално си одбрале страна. И ти ќе им дадеш прво прилика, он ќе потпише неколку тендери тамо, ќе си земе процент, или ќе чека на процентот и после ти зарива ношо грб, пошто некој му понудил повеќе. Тоа исто на ВМРО им се деси со оваа сегашнава градоначалничка, ти ја ставаш градоначалничка, она после 2 месеци ти врти грб. Ја не знам што, сам тамо Human Resource Management у ВМРО, значи мора малце да подобрите. Не можете нон-стоп да влагате у комбинација со луѓе што имаат, како да ви кажам, што имаат сериозни проблеми да респектираат, да испочитуваат некого што им дал шанса, што им го средил животот, да покажат лојалност. Стварно не знам кај ги бидат. И затоа не е лошо сега една проверка да си направите, да видите, да осуетите кој планира тоа да ве предаде у наредниве неколку месеци, да не биде после па преговори и договори. Тоа со Таравари беше јасно, дека тој веќе е решен да ви го акне ножот у грб, што не е случајно, мислам, да се земе предвид некои работи поврзани со него. Така што да не ви се случуваат слични шокови, оти ова е, како што реков у неколку мои изминати видеа, значи организирана хајка, напад, што побрзо да се детронизира ВМРО. Да се искомпрометира. И сега што, тој што сте му дале пас, што се го направиле министр, сега ќе го слушаме у наредниве години како ќе каже најтешки плювотини против оние кои што го примиле, направиле коалиција со него, мислам на ВМРО да помине, и ќе мора да ги трпат неговите просеравања кобајаги опозицијски,
кога ја ги пристапил кај народот, дечко не си пристапил ти кај народот, ти си пристапил тама кај што има поише пари, откако си искористил мање више за овие месеци се што ти било понудено да искористиш во министерството кај што беше, така што тие муабети популистички, ја за народот, балансерот, законот за јазиците, ВМРО не биле на пат на европски интеграции, ајде, иди ебете си мајката. Какви сте, со какви играте, со какви треба да играме, уште европски интеграции ни фалат. Со ние ли треба да се интегрираме у возот што се дрогира, оние председатели на најголемите европски држави, кои што до вчера преку нишан се гледа, се нешто глумат другарчиња во Европска Унија, Германија и Франција. Абе со кај наркоманчини, кај наркоманчини, овака битно ни е да влеземе у екипа. Абе наркоманчини најобични, кој знае уште шо се у меѓувреме. Но тоа значи апел до ВМРО да си поведе сметка со кој сади тикви и краставици, бостан. Оти сите луѓето, сега како да ви кажам вака, луѓето, повеќето луѓе имаат страватен рефлекс да изневерат, да не бидат лојални, да извршат предавство. Иако тоа изгледа дека не е така честа појава, сепак е многу честа, затоа што луѓето се водат од своји собствени интереси. И ретко се такви кои што знаат да покажат благодарност кога ќе им пружиш рака. Кога ќе им помогнеш, што знаат да бидат благодарни и да го ценат тој потек. Такви се ретки. И затоа многу луѓе страдаат поради тоа, кога ќе дадат пас, кога ќе дадат доверба, а кога повеќето животот ги имаат изневерено. Ја познам такви луѓе кои што редовно имаат потреба да се врзат за некого, веројатно се осеќаат осамени, па ќе му ја подарат цела своја приватност, интимност, плюс уште нешто ќе помогнат на разни начини, ќе му помогнат за после да добијат клоца у газ со шпиц и фактички тогаш стануваат уште поразочарани и уште помалку довербаат во човечкиот род, па и некој кој ќе им се појави нормален у живот и на него гледаат подозриво, онака со страв, со недоверба дека и он може да ги заеде. Значи, како да ви кажам, знам политиката се влегува у политика од интерес, се прават коалиција од интерес, но не е лошо да си поведете рачун со кој играте, како играте, докаде играте и докаде му дозволувате да крене глава. А ја ви кажам уште еднаш, на следните парламентарни избори, обидете се да земете 70-80 пратеници и чкур да не ве боли, без никој да страда у Македонија, ни една малцинска група, да си формирате македонска влада, нормално со сите права на останатите, оти вака, со вакви коалиции непринципиелни, што влечат секој на своја страна, што заговараат туѓи агенди, што играат за туѓи интереси, што чекаат прва прилика на една национално ориентирана власт, како што на ВМРО ДПМН, да заријат нож у грб, такви да држите подалеку од себе, додека не се најдат некој од тие малцинските политички елити, кои што ќе доживува Македонија како своја држава. Фала многу, пријатно.